Денес Ристо и Боки ќе спремаат мезе ланивици, кое го спремале и нашите баби, и нашите прапрабаби, и прапрадедовци, и внуци, и сите. Не ве лажам. Сигурно не го спремале. Да. Вујче ли да се? Не купам покилови печек. А што? Па не знам, кубај се, ама некако... Други ми се по-месасти, Дебелата онако. Печуркиве изгледат како со влакна, ако не се отрујаме денес, добро ќе ем. Манџео денес се спремаме само со печурки, во тавчето ставаме лукче само малку, ги пропржуваме, тоа е рецептот, а паралелно ги спремаме и пиперки. Какви пиперки? Ма пиперки сакаме, пиперки се многу убави. Види како убави сочни ги спрема Ристо. Изгоре. А нормално и една рајкија од дуња ке пиеме сега, ама само по една, за да можеме цел рецепт да го истереме до крај. И веќе се спремни. Ау, какви се вкусни и убави. Не пип, него е егејска салата. Прво малку едно многу убаво сиренце, не ви кажувам, не знаеме ни сами како сирење беше ова, али е домашно и многу вкусно. Ситно сецкано комиче, па пиперче, какви пиперки? Не може без пиперче. Пиперки сака. Мора да има, ки се многу убаво. Поедно. Домати. И слој по слој. Никако немој да ја мешате. Сол, маслиново масло и она најбитното галичко, прекрасно сирење македонско. Ау, кажав дека е галичко, но нема врска и така не можете да го најдете него. Маслиново масленце и оригано, нема да заборавите оригано, можете и посилек малку. Прекрасно е. Добро. Да сизе горе, долу, работи. Е, сега малку невообичаено, ќе пробаме печурки и една егејска салата. Оди со рајкија, верувајте ми. Пинџерот го спремаме многу едноставно денес. Имаме охридски патлиџан, имаме веќе печени пиперки. Убави вкусови. Може би малку лукче ќе му ставиме
и маслиново масло. Убаво се пропржува кратко време. Не? Многу не имаат посебен вкус. Малку сецкање. Само да не се завканта боки, добри сецкањи. Откако патиџанот добро ќе се пропржи, и ставаме и пиперките. Е, сега проба од мајсторот. О, мајсторе, убаво ли е? Е, сега шумката дојде, да ви кажам, не знам навистина каква шумка, ама сланинава е прекрасна, изгледа навистина многу убаво. Не знаеме која произведува, а уште помалу знаеме ова прекрасно парче месо кој го произведува. Може би во иднина ќе се сети некој име добро. Прво добро ќе сецкаме сланината. Ја пропажуваме на тава и ставаме кромит. Кроминот само мало да се зацрвени, да добие боја. Ох, како е убаво. Го пропажуваме од сите страни. И да ве предупредиме, немој да го гледате до крај видеото ако сте гладни. Искрено ова и не треба да се спрема, толку е убаво и вкусно, ама ајде да не ни пропадне рецептот, мораме да го пропржиме малку. Палиме, малку ќе сецкаме, малку посипни парчиња, за да има повеќе нормално. И од која ќе си сецка добро. Е, сега кромидот веќе е малку омекнат, зацрвенет. Е, додаваме шумката. Красота да го задираеш. Една текстура да пати. Опа и сега ќе процеди малку патлиџан. Вака е највкусно, вака е најубаво, без сецкање, само за притиска. Ставиме малку и печур. Не дека рецептот ни остана. Вино, не знаеме кое е вино, меѓутоа е прекрасно бело вино. Супер, бибер. Зачин аларисто. Сервен така. Убаво да се пропржи. И тоа е тоа. Здрави!